Што ми е мило, мила мале и драго, да ги гледам, мила мале, комитите. Како носат, мила мале, каскетите. Како солунските моми, кавраците. Што ми е мило, мила мале и драго, да ги гледам, мила мале, комитите. Како носат, мила мале, перелините. Како турските моми, фереджината. Што ми е мило, мила мале и драго, да ги гледам, мила мале, комитите. Како носат, мила мале, патрондашите. Како кочанските моми, коланите. Што ми е мило, мила мале и драго, да ги гледам, мале, комитите. Како носат, мила мале, малихерките. Како скопските моми, чадорчињата. Што ми е мило, мила мале и драго, да ги гледам, мале, комитите. Како носат, мила мале, револверите. Како пиринските моми, чапразите. Што ми е мило, мила мале и драго, да ги гледам, мале, комитите. Како носат, мила мале, калцуните. Како битолските моми, чорапите. Панчо Михајлов е роден на 8 ноември 1888 година во Штип. Тој имал двајца браќа, Коце Илија и сестра Марика. Во 1909 година завршил педагошка гимназија во Скопје. Според сеќавањето на еден негов соученик, Панчо Михајлов како ученик во Скопје бил физички здрав, висок, строен и дотеран, по карактер духовит, весел, дури задевлив, но истовремено мечтател и романтичен тип. Тие негови својства, како што понатаму вели неговиот соученик, предскажуваа кај него една ретка поетска душа, во која се таеше дарбата на идниот писател и заложбите на водачот револуционер и борец за слобода на Македонија. По завршувањето на педагошката гимназија во Скопје, Панчо Михајлов веднаш се оддал на просветителска дејност, учителствувајќи во Кочани, Виница, Кјустендилско и Радомирско. Во Скопје се запознал со својата идна сопруга, Елена Благоева, која имала завршено Солунска гимназија и била учителка по француски јазик во Скопје, Кочани и Виница. Панчо Михајлов Чавдар бил еден од најпознатите македонски војводи на автономистичката ВМРО во источниот дел на Вардарска Македонија. Тој бил не само војвода, туку и интелектуалец, член на интелектуалното крило на внатрешната македонска револуционерна организација и еден од советниците на Тодор Александров. Додека Тодор Александров се наоѓал во Централниот комитет на ВМРО, Панчо Михајлов уживал голема доверба од страна на организацијата. Тој како војвода действувал во источниот дел на Македонија, всушност бил избран за Кочански војвода. Неговиот регион на движење и на неговата чета бил во близина на Штипско, Кочанско, во делот на тогашната бугарско-српска граница, во близината на Делчевско. Кога ќе се погледне неговото дејствување, на вистина ќе се види дека се работи за една многу интересна личност во македонското револуционерно движење и член на внатрешната македонска револуционерна организација.
тој учествувал во голем број акции на организацијата. На 21. октомври 1921 година, заедно со штипскиот војвода Иван Јанев Брло, учествувале во ликвидацијата на бугарскиот министер за внатрешни работи Александар Димитров. Во 1922 година српските весници Време, Политика постојано известувале за движењето на војводата Панчо Михајлов Чавдар. Всушност, името на војводата Панчо Михајлов било најмногу присутно во српските весници Политика и Време. За секое дејствување на било која комитска чета, весниците го обвинувале лично војводата Панчо Михајлов. Во некои од дописите на Политика и Време стоело дека Панчо Михајлов стоел на чело на една добро вооружена армија, која што во пограничните делови на Бугарија броела некаде околу 1000 луѓе, комити и селска милиција. Нормално е дека тие бројки биле малку преувеличени поради фактот што кралството на СКС сакало да создаде впечаток кај јавноста за опасноста од навлегувањата на комитските чети на ВМРО. По Првата светска војна, Панчо Михајлов извесно време, во учебната 1920-21 година, студирал право на Универзитетот во Софија, а од 1921 година работел како сметководител во рудникот во градот Перник, каде што по препорака на членот на Централниот комитет на ВМРО, Тодор Александров, вработувал дејци на ВМРО. Една од првите задачи што му ги довери раководството на ВМРО е убиството на бугарскиот министер на војската во земјоделската влада на Александар Стамболиски, Александар Димитров, на 21. октомври 1921 година, во близина на неговото родно село Козница, заедно со војводата Иван Јанев Брло. Поводот за ликвидирањето на Александар Димитров било затоа што тој со председателот на владата на кралството на србите, хрватите и словенците, Никола Пашиќ, при посетата во Белград во мај 1921 година, постигнале договор за прекинување на комитски вооружени акции на ВМРО и по враќањето во Софија подготвил законски проект против организирање комитски чети. И тогаш, во 1922 година, како што самиот вели, во денови на скрб, крв и солзи за Македонија, кога честа на мајката и сестрата беа ставени на испит, ја зедов пушката и ја фатив гората. Тоа се години на неговиот револуционерен самопрегор, кој ќе го издигнат во првите редови на најхрабрите македонски војводи во организацијата и во кој целосно и се посветил на револуционерната заложба што самиот си ја поставил. Нека Македонија, со незините големи синови, ни бидат сведоци за заклетвата што тука ја даваме, дека нема да ги напуштиме тие места додека над нив не огрее слободно сонце со светли зраци. Панчо Михајлов, може да се каже, не е само еден од најинтелектуалните војводи на организацијата, тој е еден од најхрабрите војводи, бидејќи како војвода на Кочанскиот револуционерен округ, Околија, тој од 1921 година, па до неговото убиство до 1925 година, имал многобројни судири со српските војни и жандармериски единици во Вардарскиот дел на Македонија или во Источна Македонија, така што неговите судири со овие српски војни единици на подрачјето на Малешевијата или поточно околу селата Почанско, Пониква, Калиманци, Тодоровци. Во 1924 година всушност представуваат најголеми судири што македонската револуционерна организација ги имала со српските војни и жандармериски единици. Исто така, Панчо Михајлов е значен и по тоа што тој да поголемиот дел од својот револуционерен живот го поминал на теренот во Македонија, или поточно во источниот дел на Македонија, и тоа не само во борби во судири со тогашните српски окупатори, во нивните војни единици, туку тој служел и како еден вид и прифачал и
другите четири на организацијата и терористички групи, кои што од Бугарија се префрлувале во истоčниот дел на Македонија, во Малешевијата, и оттаму тој ги спроведува во другиот дел на Македонија, во централниот и во западниот дел на Македонија. Со својата храброст и самопрегор, Панчо Михајлов мошне брзо станал еден од најблиските и најдоверливи војводи на Тодор Александров на теренот на Вардарска Македонија. Според разузнавачките служби на војните власти на кралството на србите, хрватите и словенците, тој бил одреден за шеф на теренските акции на ВМРО во источниот дел на Вардарска Македонија, при што на располагање имал околу 180 комити. Тодор Александров му доверувал извршување на посебни мисии, како што била вооружената демонстрација во Ќустендил на 4 декември 1922 година. Имено за да ги протераат приврзаниците на федералистичката струја на ВМРО, а истовремено да го подкопаат авторитетот на земјоделската влада на Александар Стамболиски, четите на Панчо Михајлов и на војводата Иван Брло го окупирале Ќустендил. При тоа Панчо Михајлов преговарал со Коста Томов, бугарскиот министер на војската, како рамноправна и рамносилна страна и одржал величествен говор пред ќустендилските граѓани. Со красноречива и ораторска дарба, тој на ќустендилските граѓани им се обратил со зборовите: Ние доаѓаме од земјата на вечните солзи, Македонија, Балканската Голгота. Таму во Македонија ние со успех водиме борба на живот и смрт со онаа бесна власт што го носи Валканото име Српска, со онаа византиска управа што се нарекува Грчка и со многу други непријатели на македонската слобода. Нашите позиции таму се непробојни, затоа што целото население застана под знамето на ВМРО, кое единствено војува за слободата на Македонија, зашто маките и солзите ни се заеднички. Борбата за слободата на Македонија ќе ја водиме додека зората на слободата не огреи на таа, колку измачена, толку мошне убава земја. Панчо Михајлов Чавдар во декември 1922 година заедно со други чети на организацијата учествувал во окупацијата и завземањето на градот Ќустендил. Познат е говорот што Михајлов го имал пред граѓаните на Ќустендил, во кој што истакнал дека организацијата и лично тој немале намера да се мешаат во внатрешните работи на бугарската држава, туку нивното окупирање на овој град и привременото завземање имало за цел од градот да ги острани сите федералистички чети што се бореле против четите на ВМРО. Во Ќустендил пред граѓаните на овој бугарски град Панчо Михајлов Чавдар се покажал како еден голем оратор, голем говорник. Неговите зборови ги смириле граѓаните на Ќустендил кои што сметале дека четите на ВМРО при завземањето на градот ќе превземат голем број на репресалии врз населението, но акциите се ограничиле само врз апсењето и протерувањето на одредени федералистички војводи од овој град, кои што засекогаш ја напуштиле територијата на Бугарија и преку Грција преминале и се ставиле во служба на кралството на СКС. Голема улога за протерувањето на федералистичките војводи одиграл токму војводата Панчо Михајлов Чавдар. Во годините на комитската дејност во Вардарска Македонија, Панчо Михајлов го имал псевдонимот Чавдар и, како што пишува еден негов современик, предизвикал страв кај поробувачот, восхит и надеж кај народот, кој го чувствувал како вешт и опитен револуционер. Верувајќи искрено дека тоа што го работи е во служба на македонското ослободително дело, тој речиси сите писма од самиот терен во источниот дел на Вардарска Македонија до истомислениците во организацијата во Бугарија ги завршува со поздравот: Имај надеж во Македонија, да и посакаме успех. Борбите што неговата чета ги водела со многобројните и надмоќни жандармериски и војни сили на кралството на СХС во текот на 1924 година, кај селата Саса, Пониква, Тодоровци и Калиманци, се сметаат за најголеми судири што воопшто четите на ВМРО ги воделе во меѓувојниот период. Во тие судири Панчо Михајлов и неговите комити покажале невидена храброст и самопожртвување, зашто во своите спомени достојна почит му одава и самиот Иван Михајлов, и покрај тоа што само по една година ќе го заповеда неговото убиство. Убиството на Тодор Александров на 31 август 1924 година силно го погодило Панчо Михајлов и се одразило и врз натамошното негово дејствување во организацијата. Тој веднаш се приклучил во првите редови на раководството на ВМРО во ликвидирањето на убиците на Тодор Александров и заедно со Петар Шанданов, Јордан Ѓурков и Кирил Дрангов
учествувал во горноџумајските настани на 12 септември 1924 година во убиството на војводите Алеко Паша и Ѓорѓи Атанасов, интелектуалните убици на Тодор Александров. А само неколку денови потоа, во писмото до вдовицата на Тодор Александров, тој ќе и напише: Ќе дојде ден кога македонскиот народ со големо срце народен татко ќе оддаде љубов на своите поколенија преку подигање величествен споменик на Тодор. Во кој споменик ќе гледаме знаме, кое што во денови на депримираност и тешка национална несреќа ќе го издигнеме високо и со чист извик на идеалистот. Македонци, каде и да сте, дојдете да се наредиме околу него и да ја манифестираме нашата благодарност и восхит кон големиот син, кој што толку многу дал за слободата на Македонија. За Панчо Михајлов е можне важно да се истакне едно негово писмо од септември 1924 година, значи после убиството на Тодор Александров, во кое тој чувствувајќи атмосферата во самата организација, плашејќи се од нејзино распаѓање, а при тоа гледајќи ја нескрината амбиција на Иван Михајлов да дојде на чело на организацијата, тој во едно писмо до тогашниот член на ВМРО, на ЦК на ВМРО Александар Протогеров, му изнесува 3 основни начела кои што треба да ги има организацијата, односно лидерите на таа организацијата, кои што според мене представуваат еден вид моралниот профил на секој македонски револуционер што треба да го има. А тоа, според него, како што истакнува во писмото, е пред се дека секој раководител на македонската револуционерна организација треба да биде интелектуалец. Треба да има големи интелектуални способности. Треба да биде културен. И со својата култура да ја офече и културата на народот сред кој што работи. Да биде, како што вели тој во тоа писмо, тивок, спокоен. Понатаму, во тоа писмо, тој вели дека секој раководител, секој борец на организацијата треба да си го најде своето вистинско место, не да пројавува амбиција за лидерство. Дека, како што вели во писмото, Македонија нема потреби од лидери. Македонија има потреби од борци. Бидејќи самата организација до тогаш, континуитет организацијата се засноваше пред се на борци. Дека секоја личност треба да ја служи не на личноста, односно на раководителот, туку на Македонија. И третата компонента во ова писмо, тоа е основниот принцип на внатрешноста на организацијата и поточно како што вели тој, дека раководството на организацијата треба да се бори работата, действувањето на самата организација да биде внатре, во Македонија, во борбата со окупаторите на Македонија, а не незините чети, незиното раководство да биде во Бугарија или поточно, како што вели тој, во Пиринскиот дел на Македонија, каде што престојувале четите, каде што безделничеле, што не работеле, и како што вели тој, каде што се уништувал револуционерниот дух. Настанатата криза во редовите на ВМРО и несогласувањето во самото раководство на организацијата главно се претворило во ривалска борба за заземање позиции околу наследувањето на испразнетото место за главен водач на ВМРО. Во услови кога составот на Централниот комитет на ВМРО не бил комплетен, Панчо Михајлов, за да ги надмине состојбите и за да се обезбеди на тамошно непречено раководење на организацијата, заедно со војводата Петар Шанданов се придружил кон предлогот на членот на Централниот комитет Александар Протогеров за создавање привремено тело што ќе раководи со ВМРО до изборот на нов Централен комитет на Општ конгрес на организацијата. Меѓутоа, младиот и крајно амбициозен Иван Михајлов, до тогашен благајник на организацијата и личен секретар на Тодор Александров, самоволно се поставил за секретар на Централниот комитет на ВМРО и не избирајќи средства и газејќи врз уставните принципи на организацијата,
се наложил за единствен претендент за водач на ВМРО. Предчувствувајќи ја нескриената амбиција на Иван Михајлов за лидерство во раководните структури на ВМРО, и тоа веднаш по убиството на Тодор Александров, Панчо Михајлов во едно писмо упатено до Александар Протогеров од 23 септември 1924 година, загрижено ќе укаже на опасноста од лидерските борби во раководството на организацијата. Укажувајќи на евентуалните лидерски борби во организацијата, тој во писмото го предупредува Протогеров дека секој македонец треба да си го заземе своето место во револуционерната организација, без да пројавува амбиција за лидер. Македонија нема потреба од лидери, туку од доблесни борци, ке подвлече тој во писмото, за да потсети на традицијата и континуитетот на македонската револуционерна организација, дека македонското дело се создаде од борци и дека секој што мисли поинаку не го исполнил својот долг кон Македонија. Давајќи до знаење дека македонските револуционери треба да служат не на лица, туку на Македонија, Панчо Михајлов јавно ке повика да се отфрлат сите амбиции за превласт во организацијата, затоа што, како што вели во писмото, велика е идејата на која што и служиме, бесмртна е земјата што не родила. На Македонија не и се потребни лидери, туку доблесни борци. Македонското дело се создаде од борци. Секој што мисли поинаку не го исполнил својот долг кон Македонија. Во 1924 година од страна на Централниот комитет на ВМРО, Панчо Михајлов Чавдар бил осуден на смртна казна поради некакво наводно обвинение за соработка со федералистичките чети. Смртната казна врз Панчо Михајлов Чавдар не била исполнета веднаш, затоа што Централниот комитет имал намера целосно да ја испита ситуацијата до крај. По залагање на одредени членови во Централниот комитет, привремено му била замрзната смртната пресуда и Панчо Михајлов Чавдар бил затворен додека не се изврши смртната пресуда. Меѓутоа, со помош на некои своји приврзаници, Панчо Михајлов Чавдар успеал да побегне од тој куќен притвор што му го одредил ВМРО и да се сокрие во станот на еден бугарски генерал, каде чекал како ќе се одвиваат настаните. Преку Петар Шанданов, еден од членовите на раководството на тогашната ВМРО, барал од страна на организацијата да му ја поништи неговата смртна казна под негово објаснување дека тој никогаш не ги помагал федералистичките чети и дека бил спремен да ја докаже својата невиност со се што ќе му биде наредено од страна на организацијата, дури и со извршување на некакви физички ликвидации, доколку тие му бидат наредени. Привремено Ванчо Михајлов се согласил да не биде извршена смртната пресуда врз Чавдар и тој излегол на слобода. Дури еден временски период му соопштил на Шанданов дека сакал да се занимава со легална работа и да се вработи во една бугарска фабрика за производство на шеќер. Но по известно време Петар Шанданов ја дознал веста дека на 15 јуни 1925 година војводата Панчо Михајлов бил ликвидиран и неговото мртво тело било пронајдено од страна на некои членови на организацијата. Со тоа бил ликвидиран еден припадник, војвода, интелектуалец кој што долги години бил лојален член на ВМРО и еден од најблиските соработници на Тодор Александров. По убиството на војводата Панчо Михајлов Чавдар, внатрешните спротивности во организацијата само се пролабочиле и пресметките и ликвидациите продолжиле во временскиот период што следувал. При пресметката на Иван Михајлов со членовите на организацијата, кои што представувале главна пречка за неговото напредување во раководството на ВМРО, прв на удар бил токму Панчо Михајлов, во кого тој гледал најголем претендент за испразнетото место во Централниот комитет на ВМРО по убиството на Тодор Александров. Првин, за да го отстрани Панчо Михајлов од раководството на ВМРО, Иван Михајлов, по пат на агитирање и заплашување на членовите на окружните револуционерни комитети и околиски тела, не дозволил тој да биде избран за делегат на 6-тиот конгрес на ВМРО, што се одржал во февруари 1925 година. По конгресот, покривајќи се формално со одлуки на Централниот комитет на ВМРО, Иван Михајлов формирал судски комисии, кои поради наводните престапи што ги извршил против организацијата, го казниле Панчо Михајлов со исклучување од редовите на ВМРО.
Имено според првата одлука, судската комисија се изјаснила дека Панчо Михајлов заслужува смртна казна, но поради заслугите за организацијата, казната му била заменета со исклучување од организацијата. Меѓутоа, и покрај ваквата одлука на Централниот комитет на ВМРО, на 14 јуни истата 1925 година, на 37 годишна возраст Панчо Михајлов бил убиен на Софиските улици, сред бел ден, по наредба на Иван Михајлов, оставајки 3 малолетни деца. Панчо Михајлов, како да ги предчувствувал злите намери што ги имале раководството на ВМРО и Иван Михајлов. Според еден негов соученик од Скопската педагошка гимназија, тој единствено се плашел да не му припишат особени какви што не поседува, доверувајќи му се притоа загрижено. Ако паднам, се плашам моето име да не биде извалкано. По повод неговото убиство, со голем простор и внимание се огласи единствено органот на ВМРО Обединета Македонско дело и бугарскиот владин весник Камбана, бидејќи гласилата на македонската емиграција во Бугарија беа под строга контрола на Иван Михајлов и на неговата ВМРО. На својата прва страница, весникот Камбана ја дава следнава карактеристика за револуционерот поет. Секогаш со романтични предиспозиции, родолюб, пламенен македонец и во војничкиот и во револуционерниот живот, Панчо Михајлов се занимаваше со поезија, ги проучуваше народните песни во кои ја откриваше народната душа. А во своите спомени за дејноста на Панчо Михајлов, еден негов современик ќе забележи: за него беше јасно дека македонското прашање ќе се пресуди само по пат на крвава борба, како што и стана. А за неговата посветеност кон слободата на татковината и кон македонското дело, неговиот современик ја дава следната констатација. Панчо Михајлов беше вистински апостол на македонската слобода, на кој го посвети својот живот. Неговата верба во делото за слободата беше целосна. Ниту за момент не се сомневаше дека Македонија ќе биде слободна. Судбината, која беше штедра кон Панчо од пазувите на Македонија, му одреди маченичка смрт. Тој не можеше да ја доживее слободата на Македонија, за која толку се бореше и даде се за неа. Идејата за слободата на родниот крај е бесмртна. Таа живее во нашата крв. Да го дадеме најценетото на светот, силите, времето, нашиот живот, за земјата што не родила. Револуционерниот профил на Панчо Михајлов, познат како Чавдар, можем да кажеме несекојдневна појава и фигура во македонското револуционерно движење. Тој не е само истакнат војвода на организацијата, туку и познат поет, книжевник, а најмногу и како фолклорист, бидејќи со неговите многобројни написи како новинар, а пред се со неговата збирка на раскази во земјата на солзите, така ја нарекува тој Македонија, а пред се со неговото огромно дело, зборникот на песни, на македонски песни, тој дава голем придонес не само во македонското револуционерно движење, туку и во македонската книжвена историја. Така што и самиот големиот револуционер Арсени Јовков, при појавата на овој зборник на македонски песни, ќе забележи дека зборникот, меѓу другото, е едно од највредните дела на македонската револуционерна организација, која што не е наклонета само кон пушката и бомбите, како што вели тој во својот приказ, туку и кон книжевните вредности на Македонија. Викна се Јана провикна. Од високите чардаци, од сребрените пармаци. Удрете, браќа. Пукајте, јаверпашова дружина. Овде не е Србија. Овде не е Грција. Тука е Македонија. Викна се Јана провикна. Од високите чардаци, од сребрените пармаци. Удрете, браќа, пукајте. Јаверпашова дружина. Овде носат момите, револверите на појасите. Тука е Македонија. Тука
е Македонија. Панчо Михајлов е познат и како собирач на македонски народни умотворби со зборникот Български народни песни од Македонија, објавен во Софија во 1924 година со финансиски средства на Штипското друштво во овој град и со предговор на познатиот фолклорист од тоа време Михаил Арнаудов. Овој зборник е повеќе странозначаен, не само затоа што содржи околу 500 македонски народни песни од неколку краишта на Источна Македонија, туку и со квалитетот на запишаното и со мотивската разновидност на овие записи. Имено за време на своето престојување низ Македонија како војвода на Чета, Панчо Михајлов запишувал и народни умотворби во краиштата во кои што се движал со Четата. Тоа било Штипско, Свети Николско, Кочанско, Кривопаланечко и некои други краишта на Источна Македонија. Насочувајќи го својот револуционерен нерв во патриотски долг кон татковината, Панчо Михајлов во предговорот на зборникот не може да го сокрие цивилизацијскиот револт и хуманистичката огорченост што го раководеле при собирањето на духовното богатство на неговиот народ, протестирајќи отворено. Има ли во светот народ на кој со најжесток начин му е одземено правото да учи, говори и пее на својот мил мајчин јазик? Има ли некаде народ чии вековни усилби за просвета и национална свест да бидат затраени со еден варварски замав? Објавувањето на зборникот во Бугарија со воодушевување ќе го промовира неговиот близок пријател, публицистот Арсени Јовков, во весникот Пирин, орган на Илинденската организација. Откривајќи во зборникот нови песни со револуционерна содржина од богатата галерија на Народната ризница, кои што се рожба на самиот народен творец, кој пак во нив ги открива своите маки и страдања, своите копнежи, стремежи и борби, Јовков во својата промотивна статија ќе подвлече: ете зошто во деновите кога вистината е заблудена од перфидните мрежи на дипломатијата, кога системот на денешната држава е директно одрекување на народните интереси и на народноста, манифестирањето на народниот дух во маченичка Македонија, преку најспонтаните негови мисли и копнежи на неговото душевно богатство, е дело што не може да го постигнат никакви научни дисертации, академски полемики, политички меморандуми, петиции до друштва и друго. Тоа не е гласот на некоја негова организација, тоа е гласот на самиот народ во Македонија. Каде е тој народ кој низ редица поколенија имал стотици училишта, цркви, учители, свештеници и ученици? И потоа, во 20. век, одеднаш останал без спомен за сето тоа. Каде е тој народ чии мајки вечно одат покриени со црни шами, чии села се претворени во пепелиште и чија земја е обрасната со бурјан и покриена со трупови? Каде е тој народ чие небо секогаш е покриено со темни облаци, предводени од злокобни гаврани? И запишувачот на песните Панчо Михајлов и редакторот Михаил Арнаудов во своите воведни текстови нагласуваат дека овој зборник има една новина во однос на претходните зборници, а тоа е циклусот револуционерни песни. Значи, иако и порано имавме одделни револуционерни песни во некои зборници или списанија, овдека прв пат овие песни се застапени како циклус песни и тоа на овој зборник му дава посебна вредност. Исто така, констатирано е во науката дека многу од овие песни се нови во однос на претходно познатите песни, иако има и некои варијанти на познати песни, но и тие за фолклористичката наука представуваат богатство заради одредени споредби, истражувања на личности, мотиви и така натаму. Зборникот е објавен во 1924 година, како што споменавме, и е значаен и по тоа што во овој период
период помеѓу Првата и Втората светска војна имаме малку записи на народни умотворби. Тогаш, како што е познато, Македонија е поделена помеѓу соседните држави, се врши денационализација, забрането е зборување, запишување на народни умотворби и оние малку записи од тој период представуваат драгоценност за нашата наука и за нашата култура воопшто, и тука спаѓа и овај зборник на Панчо Михајлов. Инаку важно е и тоа што кон некои песни има поконкретни податоци што се од значење за науката, како на пример песната Јордан Пиперката во Прибилци. Наведено е дека е пеана 3 дена по востанието, односно 3 дена по настанот кога се случил, што значи дека народот со песни реагирал на одредени настани што му оставиле впечаток во колективната меморија, и тоа за науката е посебно важно. Панчо Михајлов, освен тоа што е познат како револуционер, војвода, водач на чета и така натаму, познат е и како писател со своите лични творби, со поезијата, прозата, но познат е и како собирач на македонски народни умотворби, и тоа е еден од позначајните собирачи, бидејќи има објавено зборник со околу 500 македонски народни песни од повеќе региони на Источна Македонија. Зборникот носи наслов Бугарски народни песни од Македонија, запишал Панчо Михајлов со предговор на професор Михаил Арнаудов, и е во издание на Штипското друштво во Софија, објавена 24 година, 1924 година, и спаѓа во еден од позначајните зборници со македонски народни умотворби, заедно со зборниците на Миладиновци, на Шапкарев, на Цепенков, и овај зборник спаѓа меѓу тие поголеми или позначајни зборници. Инаку, кон песните не се запишани имињата на информаторите или на пеачите. Тоа е свесно направено, затоа што во тој период овај дел од Македонија, односно овие краишта во кои што овај Панчо Михајлов ги запишувал песните, биле во состав на српската држава, на кралството Југославија, и поради страв дека режимот може да ги репресира, да ги малтретира информаторите, нивните имиња не се забележани и не се објавени во оваа збирка. Пукна ми пушка Македонија. Пушка ми пукна, конак ми падна. Конак ми падна, падна и викна. Дочуј ме, Колјо, дочуј та дојди. Да ти предадам до 2-3 писма, да ги однесеш до моето село. Првото писмо да го предадеш на стари татко и да му кажеш кардаш бре Колјо, да не ме жале, да не ме плака, оти сум Колјо младо загинал за слобода. Второто писмо да го предадеш на стара мајка и да ја кажеш кардаш Колјо, да не ме плака, да не ме жале. Третото писмо да го предадеш на мој другари и да им кажеш кардаш бре Колјо, да не ме чекаат, да не ме плакаат, пушки да врлат и да се радуваат, оти сум Колјо младо загинал за слобода. Зборникот има неколку оддели, неколку поглавја, најнапред се обредните песни, но тука се објавени само дел од обредните песни, односно оние поврзани со празници и празнични обичаи, како што се песните за светците и за некои други представи од религиозниот живот. Потоа свадбарските песни, дел од обредните песни, исто така имаат посебно поглавје. Најобемен е делот со љубовните песни, но познато е дека и во другите зборници љубовни
националните песни доминираат по својот обем. Потоа имаме одреден број на балади кои што исто така остават впечаток во овај зборник. Имаме семејни песни, песни од семејниот живот на луѓето. Во одделот малки песни се објавени хумористични, некои жетварски песни и некои други песни од секојдневието. Имаме јуначки песни, потоа ајдучки песни и на крајот споменатите револуционерни песни. Така во ова поглавје среќаваме песни за Гоце Делчев, доста песни, да речеме, за Јордан Пиперката, за Питу Гули, за оние револуционери од илинденскиот период, за кои што веднаш по настаните, по борбата или по нивното загинување, народот создал песни во кои го овековечил нивното име. Некои од овие песни се со ноти, значи нотирани, што исто така дават една поголема вредност на овие записи. Можеме да спомниме и тоа дека некои од овие песни се создадени врз претходните ајдутски песни со одредена адаптација и актуализација, што е позната појава во фолклорот, одредени песни за ајдутските настани, за загинување или излегување ајдути, подоцна се преработени во револуционерните песни, па имаме излегување комита или ранет комита или загинување на комитата и така натаму. Но важно е дека овај циклус песни, револуционерни, прв пат се среќава во овај зборник и тоа е еден квалитет на оваа збирка песни. Револуционерните песни се наречени даскалски песни, затоа што е видлива улогата на учителите кои што имале книжевно образование, влијание во создавањето на овие песни. Некои од овие песни се уште не го поминале филтерот на фолклоризацијата и како што пишува собирачот Панчо Михајлов во некои песни очигледно е тоа книжевно влијание, но тој вели јас ги застапив затоа што тие го изразуваат револуционерното расположение на народот. Чувствуваме некаква тајна врска меѓу нас и секоја честичка од тоа име – Македонија. Во нас живее чувството дека сме честички од тоа име – Македонија. Дел од планините на Македонија, дел од незините води, дел од птиците што летаат над нас. Со еден збор, ние чувствуваме дека живееме со пулсот на Македонија.